Ваше високо преосвещенство, на ваша покана се јавивме на ова сеноќно бдение во полнотата на вашата благодарувана епархија Крушевско-Демирхисарска и од наше име и од полнотата на нашата епархија ви посакуваме да благоденствувате и заедно да се служуваме уште долги години. Ако добро го слушнавме Евангелието денешно, веднаш ни се појавува една дилема. Кои се двата суверени, двајцата суверени господари кои што го водат човекот и од импутот на целокупната епистемолошка гносеологија на човекот можеме да разбереме дека тоа се страдањето и задоволството. Односно, двата суверени кои што ги дефинираат, ги детерминираат постапките на луѓето. И одма можеме да кажеме дека тие се детерминирани токму од двете најпознати теории по кои што постапува денешниот човек, а тоа е максималниот утилитаризам и минималниот консеквенциализам. Односно, дека секој човек првенствено настојува да го постигне интересот, односно задоволството за себе, а да ја минимизира страдањето, како за себе, така и за другиот. Бидејќи не ни дозволуваат овие два суверени да постапиме како самарјанинот од денешното Евангелие, милостиво, онака како што е побарано од нас. И тука ја наоѓаме целокупната спротиставеност на човекот, целокупната спротиставеност и богоотуѓеност на она што се нарекува дека во светлината Христова, во царството на неговиот Отец, Христос кој седи од десната страна на својот Отец, во тоа царство ќе се наоѓаат само луѓе милостиви, оние пред кого кои нема да бидат вознемирувани од ниедна страст. Ќе се наоѓаат луѓе кои што нема да си противречат во ништо, односно во се исполнителни на совршената љубов Христова. Ова го кажувам бидејќи денешното време се соочува со една амбициозна стратегија, која што ја воведува вештачката интелигенција, која што дополнително ги уцврстува, која што дополнително ги зацарува овие два суверени во самиот човек. Отстранувањето на какво било страдање за себе и за другите и зацврстување на задоволството. И тоа пред се се прави на начин што и самиот Господ
од својата омнипотентност, од своето сезнаење, од она што е над еонот, од она што е над просторот и од она што е над времето. Узнал и му кажал, му го посочил оној категорички императив на човекот. Јас сум вратата на спасението. Кој ќе влезе преку мене ќе се спаси. За каков влез не укорува Господ Христос, бидејќи во својата семоќност и сезнајност, во својата омнипотентност, ни укажува за императивот дека човекот во својата епистемологија првенствено и безусловно го користи разумот, не давајќи му, односно порубувајќи му го умот, кој е единствено способен за возвишено издигнување. Го приврзува како спрега за земјата. Зошто? Затоа што разумот е оној кој приврзан со сетилата ги наслојува, ги стратифицира, ги фортифицира бедемите на епистемологијата, на сознанието, и не му дозволува на умот да се впушти во божествено познание. И од тоа го категоризира човекот наместо во конвергентна призма, целокупната епистемологија, рационализмот, ирационализмот, скептицизмот, критицизмот, сензуализмот и дури би рекол и катехетскиот догматизам не му дозволуваат на човекот да конвергентно ги преобрази овие сите способности за спознание и тоа на начин на кој што од ќе ги приведе кон природно познание на стварите и ќе ги принесе кон оваа врата на спасението за која што ни говори Христос. Меѓутоа, како што реков, наместо човекот да биде конвергентна призма, станува дивергентен во своето однесување, во своите постапки. И преку критицизмот, аналитичко-синтетички ги развива своите способности. И навистина, она што ни е укажано дека човекот спознава се она во кое што учествува, а бидејќи преку сите овие епистемолошки способности, дадени преку својствата на душата, пред се преку волјата и разумот, ги користи за развој на себе си, како човек кој што е суперхуман, човек кој што не е христоидус, не е христовиден, туку човек кој може богоотуѓен, кој посакува, кој пожелува самостојно да се развива. И тоа далеку во богоотуѓеноста. Иако катафатичката догматика, катафатичкото верување ни укажува дека Бог
не укажува дека ги спротиставува способностите на секој човек за да воскресне, за да живее во безстрастие, и наместо да го доживее безстрастието за да воскресне, за да стане христовиден, христоподобен, човекот ги злоупотребува своите способности и на тој начин се само богоотуѓува. Кога вака зборуваме за тоа дека пред се човекот не наоѓа во себе да ги спротистави, да го спротистави немилосрдието и злосторството, како што слушнавме од денешното Евангелие, туку пред се задоволството. Иако човекот сознава се она што гледа сензуално и се она што го врши како и перцептивен инпут е богоотуѓувачки. И сега навестуваните технологии и оние технологии за кои што зборуваме ги контролираат невроните. Иако ни се укажува дека заради дегенеративните болести се случуваат новите технологии во смисла да помогнат на човекот, сепак не ветува многу секвенционирањето на хромозомите на ДНК-та, кое што дополнително прави контролно управуван човек кој што не би можел да биде милосрден и милостив, затоа што така силниот, така моќниот центар, единствен центар на управа, не би можел да му се верува, бидејќи ниеден центар кој што е различен од Христос не може да му се верува, бидејќи Христос ни остави заедницата и соборноста при одлучувањето. И ова се вели дека човекот, сушност, онаа врата за која што зборува Христос, дека преку неа треба да се влезе, не му дава токму овие епистемиолошки својства, токму овие домени на можност на истражување, токму овие домени на аналитичност го прават единствено компјутерски интерфейс, го прават неличносен, го прават човек кој што нема да биде заинтересиран за страдалноста на другиот, за својата страдалност, туку го прават човек кој лесно ќе помине преку страдалноста на другите. Во борбата на овие два суверени во човекот секогаш доминира интересот и стравот кај човекот. Токму затоа го максимизира интересот, а го намалува својот страв. И во таа борба се наоѓа токму тоа, дека човекот не би можел да биде сострадалник за другиот. Не би можел да се транспонира, да се пренесе во кожата на другиот, во болката на другиот, во страдањето на другиот. И токму затоа се случува вакво разминување, вакво поделување, ваква когнитивна пристрасност, бидејќи она објективна пристрасност е заменета со субјективната пристрасност.
онаа когнитивна пристрасност ја затвора вратата на спасението, бидејќи објективната пристрасност која што ја даде Бог преку уништувањето на смртта, на ѓаволот, на гревот, преку неговото воскресение се запечатува токму со најголемото својство на човекот, неговата способност преку безстрастие да го достигне совршенството на љубовта, која што е преку љубовта највисока круна на подвижништвото. Всушност љубовта е највисока круна на подвижништвото. Тогаш кога ќе бидеме милостиви, милосрдни и сострадални за сите и за се. По молитвите на светиот Јован Златоуст, Господ Христос и Пресвета Богородица да не помилува и спаси.